Скопје, Београд, Беч и дале на запад, а ние денеска токму во Скопје со изведувачот нови безвременски хит Јужна пруга Зоран Ванев. Добре дојде и добро утро. Добро ве најдов, добро утро до сите ваши гледачи на Сител телевизија. Ете, драго ми е после толку години да се појавам и јас на Сител. Сител ли беше така како наша куќа од порано кога ние бевме во тоа време, почетоците од Ангела па понатаму. Меѓутоа јас се изгубив од оправдани причини и еве ме сега повторно на старо место. Знаеш колку време не си бил на Сител? Знам, како да не. Мислам на Сител колку време не сум бил. На Сител. Али сигурно 28 години најмалце, па 30 може да кажеме. Тоа е многу, значи, навистина. Не знам дали си била родена тогаш. Сум била толку, ако сум била родена. Така да, многу години помина. Ми е жал, меѓутоа така животот некогаш прави работи кои што мораме да ги достигнуваме. И на тој начин така се одлучив да замина од Македонија и си бара време. Значи секое преместување од една држава, поготово од својата татковина кога заминиш, не е се едно, значи ти треба време да се снајдеш, да сето тоа го реализираш, да бидиш дел од таа сфера таму во Швајцарија и баш ми е мило, еве сега е све средено и мислам дека имам време и повеќе да им се посветам на музиката. Мислам дека нема да биде погрешно. А во Швајцарија работиш како доктор? Те најавивме и во промото како доктор меѓу пејачите и пејач меѓу докторите. Баш ми е мило, го видов тоа, баш ме онака одушевивте. Доктор на природна медицина, значи таму имаме ние малку поделеност. Конвенционалната медицина си е нормално како главна медицина, меѓутоа многу е развиена алтернативната медицина или таа природна медицина каде што и затоа ме снема од естрада 5 години студирав, од понеделник до петок имав природна медицина, студирав природна медицина, секоја сабота и недела студираш и конвенционална медицина, за да го знаеш процесот на лечење, мора да го знаеш конвенционалниот дел, како доаѓа проблемот, од каде доаѓа проблемот, како се решава на тој начин, а како ние треба да го решаваме на овој начин. И така да тоа се процеси каде што не можеш ти да бидеш секаде активен, значи од понеделник до недела, без пауза. Без слободен ден. Слободни денови имавме само кога учениците имаат распуст. Они имаат повеќе пати во годината распуст, 4 до 5 пати по годината 2 недели и тоа беше се. Значи концентрација од понеделник до недела, од понеделник до недела. Сигурно било напорно. Да, многу голем напор, меѓутоа за мене тоа беше некоја голема обсесија, така голема желба за тоа и сето тоа мора да го постигнеш, да го успееш, па да припремаш испити и така натаму, не можеш со музиката толку да им посветиш внимание, затоа се повлеков и од тој свет, од надвор од нашите граници, па и од македонската музика, меѓутоа сега јас мислам дека имам доволно и време и мислам дека мојата сега фантазија за музика е уште повеќе усовршена и мислам дека би било штета да не го потребам се тоа на што сум го инвестирал како млад човек, како успешен во таа работа и мислам дека ќе продолжам, не можеби толку интензивно, но мојата цел секако во музиката е со моето идеолошко напредување во сета таа сфера да презентирам на младите или да им понудам на младите малце модерни, убави музики, затоа што јас со секојаш музиката сум ја делел на креативна музика, значи продуктивна, креативна музика, тоа се новите песни, новите трендови кои треба да се следат нормално и музиката која да кажеме е како останата фолклорна од малце постаро време. За жал, овде промените на креативност не ги некако приметувам во таа насока. Зборувам би од народната и од забавната. Од забавната може би повеќе, меѓутоа од народната музика приметувам значи стагнација на некоја обработки на песни, стално се препевуваат песни. Значи ти мора да бидеш креативен во животот за да постигнеш во музиката своја лична карта. Сето дека не формираш своја лична карта, мора да се фокусираш на твоите иновации, за да напредуваш. Авторска музика. Да, не мора да е авторска, нели има автори кои компонираат, кои сето тоа, меѓутоа личност како пејач, од автор некој да биде, да не е само како што велиш препејано, да. Јасно. Значи така напредуваш, така правиш твој култ, така правиш свое име, така правиш своја лична карта, еве како Ангела што беше во тоа време, ако бевме заедно, душо моја жал ми е, не сега ова душа моја од Маквест. Така да, значи иновации мора да постојат и тука мислам дека е недостатокот на повеќе пејачи или кога гледам пејач многу со име и презиме
пее некоја песна од некое време, значи каде е својата презентација. Мораме ние да се презентираме самите. Нормално си има емисии каде што таков карактер, тогаш ќе испееш нешто и такво во тој стил, што мислам дека јас на тој начин размислувам, затоа би било штета со моето искуство да не се вратам на музичката сцена и да пробам, пошто јас правам и музика, и тексти, и аранжмани, соработувам со прекрасни текстописци, да кажеме во забавната музика повеќе сум со Огне Неделковски, во народната со Орце Зафировски, така да ги имам најистакнатите текстописци за секој случај, што мислам дека можеме да правиме многу убави проекти, многу корисни проекти и да на некој начин придонесеме на македонската музика да се на многу повисоко ниво некако развива. Тоа е мојата цел, затоа се појавам сега со овие идеи и мислам дека можам да успеам во тоа. А си се прашувал некогаш себе си што би било, кога би било, не ти било некогаш жал што си отишол во екот на славата, кога беше популарен? И оние други хитови. Да, јас секогаш искрено Лила, Оскар, Јужна пруга, Ангела. Секогаш искрено разговарам на овие теми, еве до ден денеска, почнувајќи од моите почетоци, кога ние тогаш бевме стварно бум, неколку пеачи направивме бум затоа што ги пеевме нашите песни, се презентираат тие песни многу повише на телевизиските станици, за разлика од денес, еве да кажеме сега и Валандово помина, јас не сум видел една песна да е пуштена на македонска телевизија после фестивал. Еве се и Макфест помина, не верувам дека ќе се пушта. Значи мора тоа да го пушташ, да го презентираш на човекот за да достигне до својата свест, да каже овие песни ќе останат, овие песни ќе бидат дел од нашата сцена. Тоа се уште не го гледам. Во наше време беше многу по-актуелно, од секој фестивал се правеа и посебни емисии, се правеа. Значи, стално не пуштаа од тие фестивали, стално бевме некако презентирани во најдобро светло, но недостасуваше продукциска куќа, која што ќе не на некој начин води, насмерува, значи, кој ќе ни даде насока, ти си голем талент, дај ние како продукција, кете, како на пример Гранд продукција, што е... Нели ти беше надвор од нашите граници, да. Да, како што е Гранд продукција. Добро, денеска и тие го променија начинот на размислување, повише си гледат за себе, помалце гледаат за квалитетот на музиката, затоа што тие си прават звезде Гранда и тие си ги усмеруваат, насочуваат, не им даваат простор на тие популарни и екстремно добри пеачи многу простор. Значи секој сега си ја тера воденицата, нели, водата према својата воденица, што исто така е малку грешка во таа сфера. Јас се замислувам музиката, значи, например, сега во Македонија, уште од тогаш не постои продукциска куќа која, например, еве како Гранд, ти си пеач, ти давам простор, кај мене дали ќе издаваш издание, да, не, песна ти давам, се грижам за твојот изглед, како ќе изгледа сето тоа, кои песни ти лежат, кои песни ќе ги пееш. Например, јас од тоа време, јас што си ги бирав моите песни, еве Ангела со Мирче Кикиритков заедно, тој ми ги презентира неколку песни за цветници, ние одбравме баш Ангела, ако бевме заедно, значи сите оние песни што јас ги бирав сам во тоа време, оставија голем печаток во македонската естрада. Но во фестивалите не можеш секогаш да бираш. Значи тие си имаат жири комисија каде си примаат песни и потоа тие ти нудат или ти даваат песна каде што ние со задоволство ги прифаќавме тие песни, па макар некои песни да не ти се толку допаѓа, меѓутоа способноста твоја како вокалист можеш да ги донесиш, еве една песна да кажеме, искрен да бидам, песнава ти ја подарувам беше една баш што не ми остави печаток на прво слушање, меѓутоа со мојата интерпретација, со толку убав аранжман, до ден денеска, значи еве, до ден денеска станува се повеќе и повеќе слушана. Што значи дека никош нема да погрешиш ако се појавиш на фестивал. Но во денешно време еве и на Валандово пуштив неколку песни, една беше примена, доваѓаат многу тешко до имиња, до пеачи. На Макфест истото се случува, многу тешко доаѓа до имиња. Сега, јас разбирам да има човек или пеач суета, тоа е све окей. Ти можеш да си бидеш, меѓутоа, мислам дека овие фестивали се одскочни даски за секој, нели, креативен човек. Јас треба да те слушнам некаде, да те видам некаде, за да бидиш многу нон-стоп актуелен. Пошто еве јас снимам месечно најмалце 1 до 2 numeri, но ги пуштам на YouTube, ги пуштам на Spotify, на овие сите социјални мрежи, меѓутоа не е тоа доволно да ти на некој начин обстојуваш од музика или да се храниш со музика. Ти како интерпретатор мора да те има на најглавните моменти во животот. Макфест единствен фестивал во Македонија на забавна музика.
И тука, јас според моје мислење треба да биде обратното. 80% да биде топ квалитетни или познати пејачи, 20% пушти му на на новите пејачи кои надоаѓаат, затоа што со самото тоа, сега јас кога ќе се упоредам со Ангела, значи јас конкурирав тогаш со најјаките пејачи во Македонија. И тогаш доаѓаш, испливуваш, значи си во тој ранг и тогаш народот те запазува, ова дете многу убаво испеа, многу убава песна и така доаѓаш ти до популаритет. Овака, значи, мене ми е жал, јас сакам да ги потикнам, со ова сакам стварно сите пејачи кои што се во Македонија, од народна, од забавна музика, на некој начин, знаеш, да настапуваат, да покажуваат на македонската јавност дека ние имаме квалитет, имаме се што ни треба, значи поддржувајте го тоа затоа што, утре други ден нашата култура или музичката култура ќе напредува и ние ќе бидеме се подобри и подобри на музички план. Така, еве го спомна и Макфест, ти се представи таму пред некој ден со Душо моја, тоа е комплетно твое дело, ти си автор на тоа е комплетно моје дело, песната. значи, ете тоа како што кажав, сакав да се представам со моје комплетно дело, да слушнат и моите колеги, па и јавноста дека и текстот, и музиката, и аранжманот, према моето искуство до сегашно, можам да правам убави дела, значи многу убави дела кои што ќе бидат слушани, многу добри комплименти, многу добри реакции од сите слушатели што ја слушнале таа песна и тоа ми е многу драго, значи со едно појавување мислам дека оставив исто така ниво или белег каде што застана. Значи одам сега можеби и малце повеќе во таа насока и многу ми е мило поради тоа и ќе наставам тоа, ќе продолжам да го работам тоа и мене музиката е како што кажав на некој начин од медицинска гледна точка хормоните ми ги прави толку среќни и кога некој од Цабајле, уште рано од Цабајле ќе те направи толку среќен, поготоа кога ќе слушнеш нека убава песна, целиот ден ќе ти биде така расположен, насмеан. Еве, одма се приметува дека имаш добро кога утро, уживаш, кога уживаш во музика. Кога уживаш не само во музика, него се што те прави среќен, тоа треба да го правиш. Да ги избегаш негативните вибрации и да си ја гледаш својата работа и ќе бидеш многу посреќен во животот. А случајно ли е што насловот е Душо моја, бидејќи на Валандово имаше уште една претходна песна? Душо моја жал ми е, Душо моја жал ми е. Сличен наслов. Да, исто така песна на Мирче Кикритков. Не, секоја нумера која што ја работам како автор, се концентрирам само на, како да ти кажам, на атмосферата. Прво ја правам, ја замислувам музиката на кој начин ќе го дочарам. Сега сакам да правам балада, сакам да правам побрза песма, сакам да правам ритмички да е малце со новите трендови на музиката, сакам малце по-фолклорен, малце по-фолклорен тип на музика, што сакам и према тоа си доваѓаат малте не зборовите сами по себе. Дали сакаш тажен текст, дали сакаш весел текст, дали сакаш... Тоа си го креираш и на некој начин доваѓаш до некое решение, кога на крајот све ќе ми штима во глава, ја прецизирам, ја правам и ја пуштам. А лична приказна е, со посвета е? Не. Или не, бидејќи ти си автор, затоа те прашувам. Да, јас сум автор, не. Еве и сите песни што ги имам, еве за Ангела, многу ме прашуваат за која Ангела, што, како. Значи, со авторот многу малце сум зборел на таа тема, на кого мислел, што мислел, можеби исто така на никого да не мислил. Значи, текстот мора да го правиш интернационален, да секого го на некој начин опфатиш. Не може само за себе. Јас имам своја приказна што не можеш ти така да ја расказуваш и да ти биде интересна. Секој со својот проблем, а меѓутоа правиш музика која што треба глобалниот дел на слушатели да ја слушне и секој да се пронајде во сето тоа. Тоа е уметноста, јас мислам, на музиката, што мораш секого да го додирнеш за да тој има потреба да те слуша, онака. Така е, и претходно ти ја допре балканската публика, не само во Македонија, ти во Србија градеше кариера. Имаше ли таму можеби повеќе шанси? Дали ти се пружија прилики пред да си заминеш или таму беше во тоа време сосема друга ситуација. Јас тогаш во тоа време свире во една многу позната дискотека во Швајцарија со мој бенд и секоја недела, значи секој петок и сабота доваѓа најпознатите имиња од српската естрада, од хрватска естрада, за жал од македонска немаше никого. Меѓутоа доваѓаа оние што беа, имиња и презимија што се и до ден денес. И поготово пеачките, секој кој што дојдеше, пошто ние многу добро звучевме, јас таму многу добро, значи целиот програм го водев кога тие не пееа, многу беа воодушевени со мојот вокал, со моите интерпретации. И немаше пеачка кој што мене не ми кажа штета голема ако не одиш да снимаш за грант. Не беше тоа тогаш време звезди на грант или така натаму да ти некој помага, него мораш све сам да организираш.
И така ме убедија така две пејачки кои што ги послушав, ајде окей, ќе дојдам, ќе ме запознаете со авторите на музика и на текст, да видиме што може да ми понудат. И јас со моето искуство нормално знам што сакам, знам што барам, знам каде можам да ја на некој начин додирнам публиката така во срце директно, сам си ги бирав песните и затоа одбрав, еве, првата беше Лила, тогаш ги снимавме во студио и од студио ги однесов на Грант да ги преслуша, тогаш покојниот Саша Поповиќ беше тука, ги слушна и тој се воодушеви, тој беше толку среќен на некој начин што и на него му требаа нови пејачи, нови имиња да вади како Грант и сето тоа ме упоредуваше со многу големи звезди, тоа стварно не можам никош да го заборавам. И така испадна, значи и тој осети дека ова може да биде бум и можеби малце нереално во тој балкански свет во срцето на нели иновативната музика во тоа време, со едно појавување со Лила испливуваш скроз на некои си лествици каде што за многу пејачи не беше баш така лесно да погодиш хит, да бидеш топ, да, не сум ни сонувал. Не, јас го преосетив тоа затоа што ја и кога снима во студиото, многу интересни пејачи кога ќе ја слушнеа, нели доваѓаа разни пејачи, следниот треба да снима и така натаму, кога ќе ја слушнеа Лила, може би звучи малце овака нестварност, меѓутоа двојца пејачи мене ми нудија 12.000 евра одма да ми дадат, само да му е дадам на него. Вака направена. Не доваѓаше во обзир, значи тоа беше, како да кажам, да осетиш ти хит, не е тоа мала работа. Значи, еве, кога дојдеш кај некој автор, тој ти свири песни или ти покажува што има направено и ти сега треба да видиш што е прво за тебе, дали имаш ти гласовни могуćности тоа да го изведиш, дали некои песни може да бидат толку просто направени, меѓутоа хитични. И тоа ако не го осетиш, еве тој авторот на Лила, добро што ја задржа ми песната. кажуваше дека таа песна ја нудил на Јасмин Мухаремовиќ прво. И тоа кај него дома. И вика, јас му ја свирам таа песна. Тој си игра спортска. Тој си игра спортска на телевизија, гледа кој тоа. Сега, јас било што да играм, кога ќе нешто мене ме заголица, јас одма се, значи, прекинувам во сето тоа што го работам и сакам да го приматам, значи, сакам да кажам колку хито, еве или за Јужна пруга, после следниот албум. Таа песна беше била наменета за една девојка, например, од Црна Гора, што требала да ја стиви. Веќе девојка, да, која веќе биле договорени со авторот на музиката, веќе биле договорени. И сега ние слушавме све песми и јас му кажав, слушај, го немаш она што мене ми фали. И тогаш тој се испушти, ми ја пушти таа, ми ја отсвире таа песна Јужна пруга, и јас кога ја слушнав и му кажав ова оди 100%. Ама Зоки, извини, знаеш, јас ова песна ја обеќав, сега јас ко обеќам ова, она, така, ја викам, или таја, или ниедна нема да ти земам. Или ќе ти земам 4 песни, ама мора да биде ова и тие. ова, да. И така на тој начин, добро, тој направи многу исто убав гест, ме послуша затоа што ние веќе претходната година со Лила направивме мега бум, мега хит. И сега ќе беше штета во колку таа песна, и затоа после имав право, тој ми се заблагодаруваше кога кажа баш ми ја спаси песната, затоа што нов некој непознат пејач не се знаеше дали таа песна ќе го добие тој шарм или тој и тоа, затоа што ние со нашето искуство на сцена, долги години работиш со музика, значи ја донесиш и аранжмански и пејачки на друго ниво и затоа еве до ден денес мислам дека е една од како да кажам, песни која што мислам останува легендарен за сите. Хит, безвременски. Баш една безвременска песна. Во интерес на времето, добро, извини, јас си гледам слушнеме уште некоја песна, бидејќи зборувавме дека ти, иако живееш и работиш во Швајцарија, исто така твориш нова музика, едно од поновите и Битолско чупе. Битолско чупе, да, таа беше планирана за серенада, таа серенада Битола за ова година, за ова година. Музиката, аранжманот се твои. Музиката и аранжманот се мој, текстот е на Огнен Неделковски. Да, на Неделковски. И сега ние ја пуштивме таму на конкурс и требаше конкурсот да заврши некаде во мај и беше планиран фестивалот за во јули. Јас бев спремен. Затоа кажувам, мене фестивалите ми останале уште тогаш, пошто ние во тоа време по 5-6 недели пред фестивалот се спремаме како да се представиме во која светло, затоа што тоа се
Тоа се нашите на некои работи звезди што ни сврлаат во небото. Не можам јас да снимам сега спотови да бидеш. Фестивалот е своја душа, си има свој впечаток, си има своје некое магија. Дело, своја магија, да, и тука треба да го покажи сето она што го твори, што го. И сакав да кажам дека фестивалот од не знам од кои причини едноставно затеи, го нема. И сега поминаа сите рокови на прием и гледам дека ништо не се случува и викам со Огнен се слушнав, викам џабе ќе ни стои во фиока, прекрасна песна, штета би било една од поновите да не ја презентираме така на самите со себе си и на некој начин се сложи и Огнен и така ја пуштивме. Може и тука да испрезентираш, јас би те поканила. Со задоволство, навистина е да ја слушнеме и серенада, многу убава така песна, поготово за Битола и битолскиот крај, за битолчани поготово. За битолчани, иако си ти штипјанец, но иако сум јас штипјанец, меѓутоа јас сум докажан интернационалец, да. Во кино Манаки, јас и ти во трети ред, конј и пајтон мал, платно и журнал, ние двајца, злато мое, против сиот свет. Секој би љубел битолско чупе, музичар, актер или конзул странец, ама најдобро знаат сите, неа ја љуби битолчанец. На широк сокак, јас и ти и сончев ден, кафе и кроасан, срце смисли план, вечно ние да се сакаме. Секој би љубел битолско чупе, музичар, актер или конзул странец, ама најдобро знаат сите, неа ја љуби битолчанец. Секој би љубел битолско чупе, музичар, актер или конзул странец, ама најдобро знаат сите, неа ја љуби битолчанец. Секој би љубел битолско чупе, музичар, актер или конзул странец, ама најдобро знаат сите, неа ја љуби битолчанец, ама најдобро знаат сите, неа ја љуби битолчанец. Ти благодарам за оваа изведба, повели. Благодарам и на вас, навистина ми е задоволство. Ова е по прв пат ја имате, Да? да, на телевизија, да. Да, ете, онака баш на ми е YouTube, драго.
Овие, како што кажав, другите мрежи Spotify ја има веќе подолго време, 3-4 месеца, не знам, 2-3 месеца, не знам колку, али официјално премиерно во Сител. Да, баш ми е драго што е ексклузивна можност. Имавме тука на македонски Чедо Мајкино, имаш песни Чедо на српски, 100 момаки по Goodbye Флорида, Дедовина. Доста. Дали следен некој проект веќе имаш во план каков ќе ти биде или на кој јазик или дали балада или побрза, имаш ли некои желби за во иднина? Да, сега за во иднина, значи пошто ова е некако зимски период, малце повеќе на балади, малце повеќе на романтика одиме, меѓутоа припремам исто така малце турбулентна музика. За пошироката јавност во Балканот. Нормално и потоа некаде околу февруар-март месец можеби нешто ново и за македонската сцена, малку со по турбулентна музика. Значи ќе дојдеш повторно на промоција? Јас мислам дека сега со овие мои идеи, мислам дека треба да бидам малце поприсутен во македонската јавност. Да, ќе те чекаме повторно да ни гостуваш. Ќе ми биде задоволство. Мада времето со мојата професија не ми дозволува, меѓутоа големата предност што јас сум самостален и можам да си го организирам времето како мене ми одговара. Тоа е многу големата предност и затоа ќе ми биде стварно чест и задоволство повторно да се видиме во... Да, и мене сигурно. Дека така ќе ми биде навистина задоволство и чест. И пред самиот крај ќе најавиме и Пием. Исто и таа песна ќе ја видиме со видеозапис. Ти изјави дека е таа слично со Јужна пруга според твоето гледање. Да, според моето предвидување, мислам квалитетот, начинот на квалитет на аранжман, на музика, така на распон, на интензитет. Тоа го очекувам да привлечи големо внимание, затоа што, еве ќе слушнат гледачите, таа ми е баш последна песна направена, баш пред да дојдам за Македонија, таа ја пуштив. Е многу така интересно направена и многу текстот така е баш направен, баш онака како треба. Сега, за да го достигне нивото на Јужна пруга, ќе треба, како што кажа, време, презентации на телевизија. Еве имам во план сигурно после кога ќе се вратам сега назад во Швајцарија, да го посетам и Белград и таму имам неколку емисии веќе зацртано каде да се појавам, каде да ги испрезентирам сите тие работи, затоа што како што кажав, многу малку луѓе, нели, одат на YouTube или на сите тие мрежи и не може секој да те слушне, а телевизијата е нормално една од најдобрите наши презентации како музички творители, писатели, композитори или пеачи, да се презентираме и да привлечеме на некој начин внимание, да некој не слуша или да некој сака да го слушне нашето творештво или да го заинтересира. Да, остана емотивец, остана романтик уште од времето со овие песни, па така и новата Пием која што ќе погледне и публиката. Навистина ти благодарам што беше гостин, драго ми што се видовме и што успеавме да испромовираме нешто ново. Елена, благодарам на тебе, навистина си професионалец, со првата комуникација беше толку пријатна и одма го прифати сето она што се договоривме и благодарам уште еднаш, сигурно ќе се видиме повторно со нови идеи, со нови музики и со нови проекти. Така, секогаш било мој, било на некои други пејачи од Македонија. Секогаш си добре дојден. Благодарам. Многу успеси ти посакувам и понатаму. Гледачи на Сител телевизија и баш ми е било да се видиме после повеќе од 28 години. Така е. И ќе се видиме повторно. А вие, драги мои, уживајте и понатаму на Сител телевизија. Останете со нас да ја слушнете и песната Пием со видеозапис. Од мене, довидување.